Јавното претпријатие Куманово паркинг има подобрување на финансиското работење. Ова беше истакнато на последната седница на Советот на општина Куманово, каде беше разгледан извештајот за работа за 2022 година и за последното тромесечје. Истото остварило зголемување од над 4 милиони денари, како резултат на остварени поголеми приходи од расходи. Разликата, како што посочија советниците, е во споредба со претходната година, кога биле 24 милиони денари, сега приходите изнесуваат 31 милион денари. Ако се има во предвид дека ова исто предпријатие со изброј на вработени, кои во услови на енергетска криза, покачена цена на електрична енергија, покачена цена на гориво, покачување на минимална плата и други предизвици кои што воопшто не ни биле застапени во претходните години, за една година успело да го исправи на нозе и минусот на јавно предпријатие паркинг, кој во 2021 година изнесувал 933.881 денар, го доведе до плюс од 4.515.321 денар. Тоа само ја покажува посветеноста, професионалноста и неселективноста при работата. Воедно, знам дека целосно е спроведена систематизација на работните места, сервисирани и ставени целосно во потреба возниот парк, што јавното предпријатие Куманово паркинг го поседува. И сосема на крај би сакал да истакнам дека овој годишен извештај е огледал на една успешна приказна и пример за правилно менаџирање како што доликува на едно јавно предпријатие кое што, како што знам, од своето постоење до ден денес порано постојано имало негативен биланс. Советникот Милјан Доновски посочи дека во 2022 година не е зголемен бројот на паркинг места во двете зони, но поголеми се финансиите соберени по таа основа. Тој нагласи дека останува да се види каква ќе биде состојбата со користење на паркинг местата во идниот период по воведување на бесплатниот јавен градски превоз и дали тоа ќе се одрази врз работата на предпријатието. Јавно предпријатие е во сериозен ризик. Ако не ја прошириме без зоната за паркирање, да остварува сигурни приходи за да може да си обавува квалификувано и квалитетно својата основна дејност за која што е формирана. И второ, мораме сите заедно како совет и како јавно предпријатие да работиме на тоа да ги намалиме трошоците на ова јавно предпријатие по основ на закуп на простор за депо и закуп на деловни простории кои што ги користи ова јавно предпријатие, бидејќи тоа се нецелисходни трошоци кои што се провекуваат со години и ние мораме како локална самуправа и тие како јавно предпријатие да направиме многу голем напор да го ослободиме ова јавно предпријатие од овие трошоци во иднина како би можеле да се ослонат на сопствената работа. Сакам да дадам еден предлог, почитуван директор. Ние со новиот проект на градба на паркинг просторот на кружниот тек на улиците Октомвриска револуција и Трета македонска ударна бригада направивме еден мал паркинг простор кој што слично на паркинг просторот што го имаме направено на првиот кружен тек кај противпожарниот дом, сега се користи од голем број на жители на околните згради кои што го немаат регулирано паркинг простор. Тој е паркинг простор уреден, исцртан, собственост на општина Куманово и што е пречка да ви се даде на вас наступанисување како паркинг простор во Б зона за да можете какви такви приходи да остварувате и од него. Директорот на предпријатието Сашо Петрушевски нагласи дека позитивното работење се должи на вложениот труд на сите 40 вработени. Нагласи дека по низа години е направена систематизација, сервисирани се сите возила и второто пајак возило кое не беше функционално, сега може да се вклучи во сообраќајот, со што ќе се зголеми и моќта на предпријатието. Нагласи и дека соработката со полицијата треба да биде на високо ниво, а се работи и на проширување на зоната Б. Ова јавно предпријатие прв пат откако е основано работи со добивка. И втора работа, тоа е благодарение на менаџерскиот тим и на сите вработени. Пајак служба и соработка со полиција треба да биде на високо ниво. Зошто не е била или каква е била, не сакам да коментирам. Јас секојдневно комуницирам со сите луѓе кои работат на ова проблематика во СВР Куманово и соработката во интерес на граѓаните и во интерес на вистината мора да биде таква. И трето, заложник сум за пуштање на Б зона, разговаравме и со координатори и мислам дека сите сектори во општина, односно
се она што е потребно како техничка документација и потребна документација да се добие дозвола од ЦВР Куманово, ние веднаш ќе пристапиме кон одбележување. Што се однесува до кружниот тек, кога ќе добие општина употребна дозвола и кога ќе добиеме дозвола од Совет, ние веднаш ќе пристапиме кон реализација на тие места за кои ми поставивте прашање. По дискусијата точките добија зелено светло од советниците.